Во името на нашиот Господ и Спасител Исус Христос, ќе започнеме ова неделна утринска богослужба со песната број 287. 287. Тонев јас во својот грев, од брегот далеку, секој ден под лабокот тонев безнадежно. Тогаш Бог ми слушна глас, очен вик за спас. Раката спасителна ми помогна, ме избави љубовта ти, знам ништо не помага без љубовта. Целата песна ќе испеем. Izbavi, ljubav.
Ти, знам ништо не помага без љубовта. Не избави љубовта Ти, знам ништо не помага без љубовта. Ке станеме да му благодариме на Бог. Господи Боже и Татко наш небесен, знаеме дека без Твојата љубов ништо не помага. Ако Твојата љубов не беше со нас, ние, Господи, ова утро немаше да бидеме тук. Но се радуваме што Ти не помилува. Ни ги прости сите греови, погледна милостиво кон нас и дозволи пак да дојдеме во домот Твој, да се молиме, Господи, да го читаме Словото Твое, да размислуваме, да дозволиме Светиот Дух да влезе во нас, да влезе длабоко во срцата наши, за да ги видиш Ти нашите мисли, Господи, дали сме на правиот пат или не. Господи, ако сме застраниле, Те молиме, помогни ни, врати ни на правиот пат. Укори не, исправај не преку Словото Твое и преку Светиот Дух, кој што ни зборува на срцата наши. Благослови ги сите собирања на секаде по светот, каде браќа и сестри во името на Господа Исуса Христа се собираат заедно за да Те слават Тебе, Господи. За да Те слават, бидејќи времето е близо. Ти скоро ќе дојдеш, Господи Исусе, и ќе ставиш крај на овој свет, на овие неправди, на овие војни, на се што е грев, и луѓето кои тргнале по беззаконие ќе ги тргнеш, за да го воспоставиш Твоето праведно царство на мирот. Веруваме, Господи, и се предаваме од Твоите раце. Знаеме дека ако не си Ти со нас и со овој свет, ништо нема да биде ни од нас, ни од овој свет. Твојата милост, Господи, уште трае и фала Ти што уште трае. Благослови го ова собирање. Благослови го Словото Си. Секој поединец благослови го. Кои што сме тука и кои ќе слушаат по интернет. Нека, Господи, Евангелието да одекне на сите страни, бидејќи само тоа е патот за спасение. Нема друг пат. Радосната вест за Твојот возлюбен Син, тоа е патот за спасение. Се оставаме во Твоите раце и благословене во името на Исус. Амин. За ова богослужба ќе прочитам од Словото Божјо, од посланието на апостол Павле до Галатјаните, 4 глава, 28 до 31 стих. Галатјаните, 4 глава, 28 до 31. Словото ни вели вака: Вие пак, браќа, сте како Исаак, чеда на ветувањето, но како што тогаш оној што се роди по тело го гонеше родениот по дух, така е и сега. А што зборува писмото? Истера ја робинката и синот нејзин, зашто синот на робинката нема да биде наследник заедно со синот на слободната. И така, браќа, ние не сме деца на робинката, туку на слободната. Толку од Словото Божјо. Сега ќе испееме втората песна за слава на Бога, предвидена за оваа богослужба. Песната број 294. 294. О милост Божја чудесна, од смрт ме избави, бев загубен и најден сум, бев слеп и прогледав. Целата песна.
Да даде Господ така да биде. Да го славиме во небесното царство нашиот Спасител. Текстот се наоѓа во посланието до Галатјаните и ќе продолжиме да го проучуваме понатаму до крајот на 4 глава. Црквите во Галатија биле основани од апостол Павле, кој бил на своето прво мисионерско патување. Апостолот го проповедал Евангелието на евреи и на неевреи. И мнозина од нив поверувале, како е што е запишено во Дела апостолски 14 глава. Но по заменувањето на Павле оттаму дошле лажни учители од Јудеја и им кажале на верните: ако не се обрезете според укажувањето на Мојсија, не можете да се спасите. Дела апостолски 15 глава, првиот стих. И не само тоа, туку да го пазат законот Мојсеев. Дела 15:5. Значи целиот закон Мојсеев да го пазат. И тоа како услов за спасение. Апостолот Павле и Варнава остро се спротивставиле на тоа лажно учение. Дури отишле и во Ерусалим кај другите апостоли, Петар, Јаков и другите старешини, што биле во тоа време во Ерусалим. Зошто? За да го решат тоа прашање заедно. И тоа прашање било решено. Напишеле послања и го пратиле по црквите. Апостол Павле напишал и послание до црквата во Галатија. Тој бил голем мисионер, но и голем теолог. Добро го познавал Стариот Завет и бил експерт по законот, бидејќи од младост го проучувал. Го зема историскиот настан со Авраам и неговото семејство и оттаму вади духовни вистини. Сликовито ја објаснува улогата на законот и улогата на милоста Божја за спасение на човекот. Зашто е пак даден законот, вели тој во Галатјаните 3:19? Тој се додаде поради престапите, додека не дојде семето, на кое се однесува ветувањето. Се мисли на Господ Исус Христос. Значи законот бил додаден. На што бил додаден? На ветувањето, што Бог го дал на Авраама 430 години пред законот. Значи, прво е дадено ветувањето, а потоа законот.
А обично луѓето мислат дека прво е даден законот, а потоа Евангелието. Но апостол Павле вели дека е обратно. Прво е ветувањето, а потоа законот. Во Галатјаните 4:22-24 вели: зашто е напишено дека Авраам имаше двајца синови, еден од слугинката, а друг од слободната. Но оној што беше од слугинката се роди по плод, а оној што беше од слободната по ветување. А ова е речено сликовито и ги представува двата завета. Слугинката е Агара и она е представник на заветот на делата, на законот, тоест на Синајската гора, во Арабија и на сегашниот Ерусалим. А слободната е Сара и она е представник на заветот на милоста, тоест на небесниот Ерусалим, тоест на новиот завет или на Евангелието. Кратко кажано, Агара раѓа деца телесни, а Сара раѓа деца духовни. Кој кога е роден? Прво е роден Исмаил, а потоа Исак. Првиот е представник на законот, вториот на Евангелието. И од тука произлегува дека е прво даден законот, а потоа Евангелието. Евреите се родени и воспитувани под законот. И тие за ништо друго не знаеле, освен за законот. За нив било природно и нормално да размислуват така, дека прво е законот, а потоа Евангелието. Затоа и Павле го дава тој редослед. Ерусалим бил духовен центар каде се тумачил законот и за јудејците законот бил на прво место. Авраам многу го сакал својот син Исмаил. Тој бил негов син. Поминало 14 години кога се родил Исак. Цело тоа време додека не бил роден Исак, Авраам верувал дека Исмаил е ветениот син од Бога. Бил убеден во тоа. А тоа било се под дозвола на Сара. По 10 години живење во Хананската земја, запишена во 1 Мојсеева 16 глава, пишува: но Сара, жената на Авраам, не му раѓаше, а имаше таа слугинка египтянка по име Агара, и му рече Сара на Авраам: ете, Господ ми ја затвори утробата, за да не раѓам. Туку влези кај слугинката моја, може би ќе добијам деца од неа. И Авраам ги послуша зборовите Сарајини. Времето на чекање, 10 години, било големо искушение за нив. А Сара си размислувала: Бог не лаже, што ќе му вети на мојот маж, тоа ќе го исполни. Но, за жал, јас сум неродилка. Но ете, Бог ми ја дал слугинката, затоа ќе му ја дадам на Авраам. Може би ќе добијам деца од неа. Значи сакала децата од Агара да бидат нејзини, да си ги присвои како да се нејзини. Верувала дека Исмаило ќе биде нејзино дете и Авраам ја прифатил нејзината идеја и мислил дека така ќе се исполни Божјето ветување. И затоа, 14 години, тој верувал дека Исмаило е ветеното дете. Дури и го обрезал. Обрезањето било знак на заветот меѓу Авраам и неговите потомци и Бог. Така Исмаил му бил многу мил, го сакал многу. Евреите биле под законот 1500 или 600 години и го сакале законот и го почитувале. Но сега Павле изнесува многу рационална мисла и вели дека законот е еден од двата завета. Гледано историски и духовно, Господ направил прво завет на милоста со Авраам. А гледано природно со човечки очи,
Прво бил даден законот преку Мојсей, а потоа Евангелието. Кога Авраам ја зел за жена Агара, не мислил дека со тоа прави греф. Си мислил дека постапил правилно. Не гледал друго решение за да стане татко на ветено дете. Затоа тој направил завет со Агара, дека синот од неа ќе биде негов. Агара немала избор. Таа требало да го прави она што ќе каже господарката. Морала да биде послушна. Така се родил Исмил, за Авраам тој бил ветениот син. Апостолот објаснува дека Агара е слика на планината Синај, тоест Мојсеевиот закон. Се поставува прашање: што го натерало Бог да го даде Мојсеевиот закон на Синај? Па тоа било неверството на еврејскиот народ. Како што неверството на Сара го натерала Авраам да има деца од Агара, така неверството, непослушноста на еврејскиот народ го натерале Бог да им го даде законот. Со тоа сакал да го заузде гревот. Дали законот им донел слобода на евреите? Не. Не им донел слобода, туку робство. Тоа секогаш било така. И денеска е така. Нема слобода во законот. А сите оние што се од делата на законот, вели апостол Павле во Галатјани 3:10, под клетва се. Оти е напишено: проклет да е секој кој не исполнува постојано се што е напишено во книгата на законот. Секој што не го исполнува законот, совршено се и тоа постојано, е проклет. Значи законот им дава проклетство на тие што го држат. Агара не може да роди друго, освен роб, затоа што е робинка. Како ги извел Бог од Египет евреите? По заслуга? Не, туку по милост. Што им кажал Бог да направат? Секоја фамилија требало да заколат машко јагне без мана, да пролијат крв и со неа да ги обележат куќите од надвор. И да, додека тие го јаделе јагнето внатре, од надвор поминувал ангелот на смртта и ги казнувал сите кои што немале намачкано крв на своите врати. Без крв нема простување на гревовите, вели во Евреите 9:22. Така евреите били избавени преку милост, преку крвта на невиното јагне, кое било слика на Господ Исус Христос. Со Божја интервенција и надприродна сила Бог ги извадил евреите од Египет. Кога го поминале Црвеното море по суво, народот запеал од радост. Кога виделе какви чуда направил Бог, за да ги избави од Египет и од фараонот и од неговата војска, биле воодушевени. Но, кога почнале да одат од другата страна на Црвеното море, кон пустината и низ пустињата, се разочарале. Почнале да негодуваат против Мојсей, а со тоа и против Бог. Тука нема вода, тука нема леб, нема месо. Зошто не изведовте од Египет? Ке изумреме во оваа пустиња и така натаму. Кога стигнале до Синај, пишува: и Мојсей се искачи кај Бога и му се јави Господ велики. Кажи му на домот Јаковов и извести ги синовите на Израел. Сами видовте што им направив на египтјаните и како ве извадив на крилја орловски, ве прибрав кај себе. Како се изразува Господ? Со тоа Господ ги потсеќа на тоа како ги изведел од Египет и како ги довел до тука. По милост, како на орловски крилја веди. Не по заслуга. Но народот не знаел да ја цени Божјата милост. Роптајал, бил неверен, на секое искушение паѓал.
Затоа Господ продолжил со зборовите. Па сега, ако го слушате гласот мој и го пазите заветот мој, ќе ми бидете избран народ меѓу сите народи, зашто моја е целата земја. И вие ќе ми бидете царство на свештеници и свет народ. Втора Мојсеева 19:5-6. Кога народот го слушнал тоа преку Мојсеја, кажал: се што рекол Господ ќе направиме. Во 8 стих. После тоа, на третиот ден, Господ слегнал на врвот на планината Синајска и зборувал со Мојсеј гласно и целиот народ слушал и ги кажал 10 Божји заповеди. И сиот народ ги гледаше молните и пламенот и гласот на трубата што трубеше, и ја гледаше гората што се димеше, и откако го виде тоа, народот се уплаши и се оддалечи. Па му рекоа на Мојсеј: зборувај ни ти, а ние ќе слушаме, но да не ни зборува нам Бог, за да не умреме. По известно време Мојсеј се качил на планината за Господ да му ги даде 10 Божји заповеди на камени плочи. Но бидејќи Мојсеј се задржал долго време, односно 40 дена и 40 ноќи, народот си направил златно теле. Веднаш го прекршиле Божјиот закон, и првата и втората заповед. Потоа му принеле на телето жртви како на Бог. Па јаделе и пиеле и почнале да играт. Втора Мојсеева 32 глава. Еве толку траела нивната послушност. 40 дена. Меѓу другото, Бог го кажал на Мојсеј: народот твој појде по патот на беззаконие, брзо се отклонија од патот што им го определив. И тогаш Бог се разгневил и му кажал на Мојсија: остави ме да ги погубам. Но Мојсеј се помолил за нив. И Господ го слушнал неговата молитва и ја услишал. И Господ се смилува да не му направи зло на народот свој. Се смилува. Господ е многу милостив. Децата на законот се деца кои создаваат проблеми. Штом се родил Исмаил, Сара го променила своето мислење во врска со слугинката и незиното дете. Почнала да ги презира. Си го променила мислењето. Пред да се роди мислила дека ќе биде нејзино дете, но веќе не мислила така. Тоа дете донело робство, проклетство, расправија, немир во фамилијата на Авраам. Тоа што донела Агара и незиното дете во домот на Авраам, тоа истото го донесува законот во животот на верните луѓе. Исмаил не донел мир и среќа, туку расправија и немир. Законот од Синајската планина раѓа за робство, вели апостол Павле, а тоа е Агара. Галатјани 4:24. Законот раѓа робови, тоест исмаилци, деца на робство. Секој што ќе го земе законот за мајка, ќе доживее немир, оживување на грешните желби. Законот ги буди грешните желби во човекот, вели апостол Павле во Римјаните 7:5-9. А дека преку законот никој не се оправдува, пишува во Галатјани 3 глава 11-12 стих, никој не се оправдува пред Бога, се знае. Оти праведникот ќе живее преку верата. А законот не е од верата. Туку зборува: кој ќе ги исполни овие работи, тој ќе биде жив преку нив. Законот не е од верата. Тој е крут, тој е немилосрден, тој е ладен како двете камени плочи. А има ли некој кој може да го исполни барањето Божие преку законот? Совршено. Нема никој.
Сите сгреши и се лишни од славата Божја, но ќе се оправдат преку дар, вели апостол Павле, со Божјата благодат, преку откупот во Христа Исуса. Римјаните 3:23-24. Законот не осудува, не проколнува, а Евангелието не кани. Дојди кај Исуса, тој ќе те благослови. Што добил Авраам кога ја зел за жена Агара? Добил проблеми, немир, кавги, проклетство во домот. Агара не може да роди ветени деца. Она може да роди само робови. Така е и со законот. Тој не може да роди духовни деца, ветени деца. Не може затоа што не е наменет за тоа. Неговата намена е да укаже на тоа што е грев, но не ни дава сила да го победиме гревот и не може да не наново роди. Тоа го може само Господ Исус Христос преку силата на Светиот Дух. Агара се споредува со планината Синај и со сегашниот Ерусалим. Од евреите законот направил фарисеи. Тоа се луѓе самоправедни, кои се подпираат на делата од законот. Исмаел е роден по тело, по неверство, по грешно размислување на Сара и Авраам, затоа што биле нетрпеливи, чекајќи го Божјото ветување. Да имале трпение, Исмаел немало да се роди и немало да има кавга и расправи. Така било и со Израелот во тоа време. Немало да имат потреба да им се даде законот, ако знаеле да ја ценат Божјата милост. Но бидејќи не знаеле да го ценат тоа, Бог морал да им го даде законот со опомена дека секој што ќе го прекрши, ќе загине. За потешки прекршоци следувало смртна казна, и тоа со каменување. И тие пазеле на законот, не затоа што го љубеле Бога, туку затоа што се пазеле од каменување. Законот произведува фарисејска правда, самоправедност, но таа самоправедност не му е угодна на Бог. Фарисејската правда е правда поради страх од казна. Бог го дал законот за да ги заузде израелците да не грешат. Тие биле склони на грешње. Како народ биле многу тврдоглави и непокорни, своеволни. Да не биле такви, законот немало да им се даде. Апостол Павле и вели на галатјаните: живеете по духот и желбите на телото ваше нема да ги извршувате. Ако ве води духот, вие не сте под законот. Галатјаните 5, 16, 18. Кога се родил Исак, ветеното дете пишува: истерај ја робинката и синот нејзин. Галатјаните 4:30. Тоа било многу тешко за Авраам. Така и за првите христијани во Јудеја било тешко да се откажат од законот, откако поверувале во Христа. Истерај ја робинката и синот нејзин, Аврааме, ако сакаш да имаш мир во куќата, истерај ги, зашто синот на робинката нема да биде наследник заедно со синот на слободната. Галатјаните 4:30. Каде се наоѓа слободата? Во Агара, во Синај или во Сара, горниот Ерусалим? Агара е слика на законот, а Сара е слика на Евангелието. Кога Евангелието ќе влезе во нашето срце, Сара станува наша духовна мајка. За Агара нема место во нашето срце. Не си веќе роб, туку син. Ако си пак син, тогаш си и наследник Божи преку Исуса Христа. Галатјаните 4:7. И така, браќа, ние не сме деца на робинката, туку на слободната. Галатјаните 4:31. Сите наши благослови доаѓаат бесплатно од нашата духовна мајка Сара. Преку Новиот Завет, Евангелието, добиваме
бесплатна милост, опростување на гревовите, оправдување, Дух Свети, вечен живот. Се е бесплатно и од Бога. Ништо не сме заслужили. Стануваме наследници Божи преку Исуса Христа. Сегашниот Ерусалим е слика на законот. Затоа пишува дека робува со децата своји. Ерусалим робува затоа што не ја прифатил Сара за своја мајка. Тоест, не го прифатил Евангелието. Но го прифатил Мојсеевиот закон и тоа на погрешен начин. Во Ерусалим имало многу деца на Исмаел и затоа ги прогонувале и убивале пророците и другите пратеници од Бога. На крај го распнали и Синот Божи, Господ Исус Христос. Евреите мислеле дека најважно од се е што Бог им дал закон, а тоа е погрешно. Овие евреи што станале христијани мислеле дека ќе бидат подобри верници ако го помешаат Евангелието со законот. Верните треба да знаат две работи. Која е нивната духовна мајка и каде е нивната слобода? Каде се наоѓа духовната слобода? Во ова послание апостол Павле 5 пати го спомнува зборот слобода. Слободата се наоѓа во Сара, во горниот Ерусалим, тоест во Евангелието. Сара е слика на благодатта, на небесниот Ерусалим, на Евангелието. Агара е слика на Синајската гора и она е робинка и родила роб. И тоа не било по Божјата волја. По Божјата волја бил Исаак. Тој бил ветеното дете. Бог направил завет со Авраам. Тој завет бил потврден од Господ Исус Христос. Законот раѓа робови. Сите што сакаат да се оправдат преку законот ќе доживеат робство и проклетство. Слободата се наоѓа во Евангелието, во семето Авраамово, а тоа е Христос. Христос вели: секој што прави грев, роб му е на гревот. И ако Синот ве ослободи, на вистина ќе бидете слободни. Во Јована 18:34 и 36 пишува. Избавувањето од робството на гревот, од проклетството на законот, доаѓа само од Господ Исус Христос. Затоа апостол Павле вели: Господ е дух и каде што е духот Господов, таму има слобода. 2 Коринтијаните 3:17. Таму каде владее Светиот Дух и Евангелието, има слобода, тоа е Божје дело, не е човечко. Светиот Дух е оној што ги препородува, оној што ќе поверува во Господ Исус Христос, ќе стане дете Божје. Евангелието е сила Божја за спасение на секој што верува. Римјаните 1:16. Слободата доаѓа од Евангелието, од Новиот Завет, од горниот Ерусалим, од нашата духовна мајка Сара. Сите што веруват во Христос се деца на слободната, односно Сара. Она е слика на Новиот Завет. А тоа е нагласено 5 пати во ова послание. Така може да кажеме дека Аврам и Сара се наши духовни родители. Сара представува Божјата благодат, а Аврам верата преку која ја примаме благодат. Како што пише во Ефесјаните 2:8, по благодат сте спасени преку верата. Божите духовни деца се раѓаат од Сара, која била неродилка. Од Сара се очекувало да верува. Требало само да чека со вера и да го проповеда Евангелието. А другото ќе го направи Бог. Спасението и наново раѓањето е Божјо дело. Секој човек, за да се спаси, прво треба се роди телесно, а потоа и духовно. Дали знаеме која е нашата духовна мајка? Сара или Агара? Исмаел роден по тело, по неверување. По тело се подразбира нетрпение, неверство, дела, збрка и робство. Нетрпение значи да не се чека на Бога.
Бог му дал ветување на Авраам дека ќе му даде син од неговата жена Сара. Но после 10 години чекање, Авраам и Сара го изгубиле трпението. И ние понекогаш го губиме трпението. И на нас Бог ни го открива својот план лично за нас преку Светото писмо со помош на Светиот Дух. Од Словото дознаваме дека Бог ни ветил дека ќе се грижи за нас, но ние стануваме нетрпеливи и почнуваме да кроиме планови за тоа што треба ние да направиме. Од нетрпението се раѓа неверството. Помислуваме дека на Бога му е потребна нашата помош за да го оствори своето ветување. И тогаш му ја подметнуваме Агара на Авраама. И така се раѓа детето на нашето нетрпение, нашата невера, нашите дела, а тоа е Исмаел. А со него доаѓаат неволите и проблемите. Потоа доаѓа збрката и конфузијата. Почнуваме да се прашуваме дали добро го разбрав Бог, дали навистина тоа ми го ветил Бог на мене. Како резултат на тоа ја губиме радоста, силата, мирот, гледаме дека нешто не е во ред во нашиот живот. Така било и со верните во Галатија. Дошле јудејците и им кажале: зарем мислите дека ќе се спасите без да го држите Мојсеевиот закон? Потребно е да ги празнувате еврејските празници, да пазите на чисто и нечисто јадење. Треба да се обрезувате, да го држите законот. Ако не, не може да се спасите. Тие им поверувале и паднале во робство. Ја изгубиле радоста што ја имале на почетокот. Така и со нас. Што помислиме дека тоа што Христос го направил за нас не е доволно за да не спаси, тогаш почнуваме и ние нешто да правиме за да се спасиме. Првата црква била многу силна и постојано го чекала Христос да дојде повторно. После долго чекање го изгубиле трпението и почнале да стават датуми на Христовото доаѓање. Кога Бог не го исполнува веднаш своето ветување, тоа не значи дека Бог заборавил да го исполни. Туку Бог ја испитува нашата вера. Во меѓувреме, Сотоната работи брзо и активно. Се е сомнеш во нашите мисли, ни вели ти не си дете Божјо. И ние почнуваме да се сомневаме и да се прашуваме дали јас на вистина сум дете Божјо. Кога ќе влезе сомнежот во нас, почнуваме да грешиме, а кога ќе сгрешиме, почнуваме да се оправдуваме. Кога Авраам и Сара го изгубиле трпението, ја зеле работата во своји раце, а за тоа си имале свое оправдување. Па зошто да чекаме уште? Сара е неродилка, а уште е многу стара, нема потреба да чекаме. Нема друго решение освен Агара. Почнале да се оправдат, но не биле во право. Ако Бог не ги исполни нашите барања, т.е. потреби, тоа значи дека тоа не биле наши потреби. Бог ветил дека ќе ги исполни вистинските наши потреби во право време и на негов начин. Ние пак, браќа, сме како Исак, чеда на ветувањето. Верните во Галатија апостолот ги наречува браќа. Павле знае дека тие на почетокот го прифатиле Евангелието Христово и биле на новородени. Кога поверувале преку него, нити се обрезале, ниту ја празнувале саботата, ниту биле било кој друг еврејски празник, а и не знаеле за Мојсеевиот закон, освен за Христовото Евангелие, и биле спасени без закон. Тие биле обратени, но паднале духовно под влијание на лажните браќа јудејци. Затоа ги потсеќа им вели: ние браќа, нашата мајка е Сара, а не Агара. Агара нема никакво учество во спасението. Законот не е наменет некого да спаси. Агара не била наменета да биде мајка на ветено дете. Нашето спасение и благословот
не доаѓаат од законот, туку од Евангелието, од Христа по благодат. Ветените деца се оние што го добиле спасението по благодат преку вера. Тоа е надприроден пат за спасение. Исто како што Исак се родил на надприроден начин, кога човечки гледано било невозможно, Авраам имал 100 години, Сара 90, така и новораѓањето е надприродно дело на семокниот Бог, Отецот, Синот и Светиот Дух. Но на вистинските деца Божи им се случуваат некои работи. Прво, да бидат прогонувани од легалистите, од религиозните луѓе. Но како тогаш, оној што се роди по плод, го гонеше родениот по дух, така е и сега. Има голема разлика меѓу Агарините и Сарините деца. Агарините деца се сите религиозни луѓе, кои што не се на новородени, туку се родени по тело. Сарините деца се сите на новородени, родени по дух, по благодат. Како што Исмаил го прогонал Исака, така и сите религиозни луѓе ги прогонуваат вистинските верници. Сите религиозни партии во тоа време, книжници, фарисеи, садукеи, иако се разликувале во тумачењето на законот, сите биле единствени кога требало да го осудат Исус на смрт. А потоа ги гонеле и Христовите следбеници. Но како тогаш, така и сега. Секогаш е така. Од почетокот на светот, од Каин и Авел е така, па до денеска. Така ќе биде и до краја. Тие не можат поинако. Тие се такви по природа. Тоа е знак на распознавање на Божите и ѓаволските деца. Лесно може да ги откриеме кои се деца на Сара, кои на Агара, кои се вистинските христијани, а кои не, децата на Новиот Завет и децата на Закон. Сите што веруват во Христа и Неговото Евангелие се прогонувани и ќе бидат прогонувани. Самиот Господ Исус го кажа тоа. Ако мене ме гонја, и вас ќе ве гонат. Јована 15:20. Тоа им е одредено на правите верници. Не само да веруваат, но и да страдат за Христа. Тоа нас не треба да не обесхрабри, но да не охрабри. Тоа е знак дека сме деца Божи. Исус вели вака во Евангелието по Матеја: блажени сте вие која ќе ве срамат и прогонат и која ќе говорат против вас секакви лоши зборови, лажно заради мене. Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата. Така ги гонија и пророците што беа пред вас. Матеј 5:11-12. Втора последица од нашата вера е што стануваме наследници на огромен непроценлив благослов од Бога. А што зборува писмото? Истера ја робинката и синот нејзин, зашто синот на робинката нема да биде наследник заедно со синот на слободната. За Авраама било тешко, мачно, неугодно да ги истера Агара и незинот син од неговиот дом. Но две мајки со своите синови не можат да бидат во иста куќа. Сара било во право кога го кажала тоа и Бог се сложил со неа. Истерај ги. Кога ти ветив син, не мислев на Исмаил, но на Исаак. Затоа сега истерај ги, тие двајцата не можат да бидат под ист шатор. И кога заминале Агара и Исмаил, во домот на Аврам завладеал мир. Така е и со нас. Кога ќе ги истераме Агара и низиниот син од нашите животи, ќе завладее мир во нашите срца, во нашите семејства, во нашите цркви. Законот си ја завршил својата работа. Тој бил до Голгота. Мојсеевиот закон не сврзва со Господ, туку Евангелието. Законот и неговите деца носат само неволи, истера ја робинка. Тогаш ќе дојде мирот. Евреите се држале за законот и затоа го отфрлиле Христа. Мислеле дека законот е главната работа,
но законот бил споредната работа. Законот никогаш не бил даден ако евреите му верувале на Божјото ветување. Евреите се фалиле со законот, а апостол Павле со што се фалил? Галатјаните 6:14 вели: а мене да не ми даде Господ да се фалам со нешто друго, освен со крстот на нашиот Господ Исус Христос, преку кого за мене светот е распнат, а и јас за светот. На крстот на Голгота е распната нашата грешна природа, нашите телесни желби. Сега ние го слушаме Евангелието и гласот Божи. Го слушаме гласот на нашата духовна мајка Сара, која што не родила. Ако можеме ние така да кажеме како апостол Павле, за мене светот е распнат, а и јас за светот, тогаш во нашите срца ќе завладе мир, совршен мир. Оние што се родени еднаш телесно, а потоа духовно, ќе го наследат Царството Божие, а оние што се родени само телесно ќе бидат истерани надвор од Царството Божие. Второто ветување или последица од нашата вера, и така, браќа, ние сме деца не сме деца на робинката, туку на слободната. Ние не сме деца на робинката. Тоа значи дека не сме родени преку законот, туку преку благодатта. Родени сме во слобода. Треба да ја чуваме таа слобода, да уживаме во неа. Таа слобода ни е дадена од Господ Исус Христос. За таа слобода апостол Павле има многу нешто да ни каже. Како можат христијаните да живеат без законот, а да бидат многу побожни, многу духовни? Тоа е прашање што може да ни го одговори. Понатоа продолжува апостол: стоите така во слободата со која Христос не ослободи, Галатјаните 5:1. Но затоа ќе кажеме нешто повеќе, која ќе преминеме на 5 глава од посланието до Галатјаните, ако даде Господ и со негова помош. Слава нека е на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Амин. Ке станеме да му благодариме на Бог. Господи, Татко наш небесен, навистина имаше многу нешто да ни кажеш. Господе, ние многу пати се заблудуваме, многу пати се занесуваме по овој свет. Ѓаволот активно работи и сака да внесе сомнежи во нашите срца. Сака да не оддели од Тебе, да се сомневаме дека ние сме деца Твои. Господе, чувај не, заштити не, избави не, се предаваме и оставаме во Твоите раце, така охрабрени да продолжиме понатаму, знајќи дека ние сме деца Твои, не по наша заслуга, по заслугата на Твојот возлюбен Син, нашиот Спасител, Господ Исус Христос. Слава нека е на Тебе, Господи. Во името Исусово Те молиме. Амин. Последната песна за ова богослужба ќе биде песната број 44. Песната број 44. Сигурно сладка Исус е мој, о каква радост ми дава тој, дете сум Божје, сигурно знам, откупен со крв, роден од дух. Целата песна. Исус е мој, о каква радост
Dete sum Božjo, sigurno znam, otkupen so krv, roden od duh. Zato apevam i svedočam, oslavam Isus, cel život svoj. Zato apevam i svedočam, dete sum Božjo, Isuse moj. Isus, dobivam jaz, sreća i blaženstvo sekoj čas, sokrenat pogled očekuvam, vo njegov presret da poletam. Zato apevam i svedočam, oslavam Isus, cel život svoj. Zato apevam i svedočam, dete sum Božjo, Isuse moj. Слава на Бога. Така да бидеме деца Божи и Исус да биде наш Спасител. Деца има ли? Добро. Како што рече проповедникот Маријан, во среда имате библијски молитвен час во 5 часот попладне. И наредната недела во 10 часот богослужба. Господ да ве благослови и да биде со сите вас.